СДСМ Куманово обвинува дека од влезот на ланецот маркети Lidl во градот најголема корист ќе имаат градоначалникот Максим Димитриевски и неговото потесно и пошироко семејство. СДСМ денеска на пресконференција објави документи за, како што велат од партијата, најголем коруптивен скандал во Куманово. СДСМ побара сите надлежни институции да го истражат случајот. Од партијата на Димитриевски пак вела дека целата постапка е транспарентна и законска. Според Димитриевски, цел на лагите на СДСМ не е тој, туку знам, како најбрзо растечка партија во Македонија. И Димитриевски на денешната пресконференција ги повика институциите да го испитаат овој предмет и доколку се утврди било каква кривична одговорност да поднесат кривични пријави против сите засегнати лица. Овој документ е полномошно со кое кумот на Димитриевски Драган Митевски му дава властување на Lidl да постапува за измена на ДУП-от. Односно Lidl во име на Драган Митевски има право да иницира постапка за измена на ДУП во општина Куманово. Еве го тој документ. Сега замислете, Драган Митевски, кум на Максим, преку ноќ купил земјиште од Димитриевски и неговото семејство за 250.000 евра. Неколку дена подоцна го продал на Lidl за 600.000 евра, со што заработил 350.000 евра со нула инвестиција преку ноќ. Потоа ги овластил купувачите да спроведат постапка за менување на самиот ДУП и на неговиот кум на Димитриевски, кај неговиот кум Димитриевски. Постои ли поочигледен судир на интерес и корупција? Да биде скандалот поголем, при првото гласање во Советот на општината за измена на ДУП-от, кое подоцна е поништено, и за ДУП-от и неговата измена гласал и братот на кумот на градоначалникот Драган Митевски, тоест Дарко Митевски, кој е координатор на советничката група на ЗНАМ. Не се знае кој повеќе е заглавен во конфликт на интереси во овој случај и крајот не може да им се фати. Откако сватиле дека тоа не може да помине, на второто гласање Максим се договора со советниците на ДУИ и тие му го гласаат ДУП-от. Се уште молчи Максим што тоа им е ветено на советниците на ДУИ. За да биде иронијата поголема, тоа го прави СДСМ, партија на неспособност, криминал и национално предавство. СДСМ нема кредибилитет да зборува за правда. Паниката го прави своето и јас го разбирам тоа. Поштувани граѓани, еве ја вистината. Земјиштето за кое што ме обвинуваат е собственост на моето семејство, кое е наследство од моите предци со турска тапија и согласно уставот неприкосновено право. Собственост. Тогашната парцела изнесувала 18.000 метри квадратни, државата по пат на денационализација на членовите од семејството и вратила само 1200 метри квадратни земјиште и 4.800 метри квадратни им ги обештетила со обврзници од по 800 денари по метар квадратен. Што значи дека во самиот старт истите изгубиле 12.000 метри квадратни собствен имот. Актуелниот ДУП е донесен во 2010 година во време на поранешниот градоначалник Зоран Дамјановски и истиот токму од тие кои што денеска обвинуваат, со рок на трајање од 2007 до 2012 година. Со новиот ДУП постоечката парцела и габарити не се менуваат, туку дополнително истиот ДУП се усогласува согласно најновиот закон за урбанистичко планирање од 2020 година. Предметното земјиште, за кое сега неосновано ме обвинува СДСМ, е со вкупна површина од 1200 метри квадратни и тоа било во собственост на членовите на семејството и изнесува некаде околу 2,8% од вкупната површина на градежно земјиште кое што се уредува на тој простор со новиот ДУП. Инвеститорот Lidl Македонија прави преддоговор за откуп на имотот од таа парцела во ДУП-от на 23.2.2024 и договор за купо-продажба на земјиште на 26.1.2024. Врз база на тој преддоговор, инвеститорот на 27.2.2024 година
покренува иницијатива за усогласување на номенклатурата, тоест намената или компатибилни содржини до 40% согласно новиот закон за просторно и урбанистичко планирање на постоечкиот ДУП согласно новиот закон. Закон кој што токму во 2020 година го донеле тие. Советот на општина Куманово не донесе одлука за усвојување на ДУП, туку донесе одлука за отпочнување на постапка или усвојување на нацрт детален урбанистички план.